Процесот со Еврокомпозит требаше да се одвија во две фази. Прво требаше да го решиме технолошкиот вишок и тоа да го направиме согласно законските решенија во Република Македонија, да тие 130 на луѓе кои што беа прогласени за технолошки вишок биде нивната судбина предвидлива. Управо тоа и го направивме и тоа заврши пред месец дена од прилика, тие ги остварија своите права и тоа е веќе завршено. Веќе имаме две понуди во рамките на владата од странски инвеститори за превземање на Еврокомпозит и купување со решавање на заостанатите плати на вработените и што е многу поважно, сакаме да видиме дека таа компанија ќе има известна иднина. Јас знам дека процесот можеби на некого му изгледа спор, но јас сум секогаш присталица на тоа да процесот се води квалитетно и да даде известна иднина. Она што јас го гледам во понудите, гледам дека инвеститорите се спремни да направат нови производни линии и со луѓето кои што се останати во Еврокомпозит за нив да обезбедат работа, но не на постојната технологија и на постојниот машински парк кој што е сериозно застарен, него со комплетно нова технологија која што ќе инвестираат и ќе морат да довработуваат одреден број на вработени, но од други струки, помлади луѓе кои што ќе бидат со квалификации соодветни на тоа што ќе биде таму потребно. Јас поради коректност не би ги кажувал имињата на компаниите, тие се сега во моментот две кои што веќе доставиле понуди. Тоа ми дава храброст да кажам дека процесот ќе се заврши, бидејќи секогаш кога има конкурентност, а за да има конкурентност треба да има најмалце две компании. Отпремнината ќе се исплаќа онака како компанијата ќе има финансиски средства, но тоа е помалиот дел од проблемот кој што ќе биде решен во пакет. Јас се надевам дека ќе биде решен проблемот и со исплата на сите заостанати плати и придонеси на вработените во Еврокомпозит. Мислам дека е тоа многу поважно, заедно со отпремнината за која што вие сега зборувате, која што е многу помала ставка.